Водата од малските чешми и селски водоводи во Велес и Велешко е загадена. Анализите на Центарот за јавно здравје покажуваат дека во неа има присуство на бактерија Ешерихија коли. Надлежните ја потенцираат опасноста на бактеријата и предупредуваат дека истата може да предизвика сериозни здравствени проблеми. Висока температура, диареа, повраќања, а во некои случаи нарушување на работата на бубрезите. Ова се дел од симптомите кои покажуваат евентуално присуство на Ешерихија коли во организмот. Забуната кај луѓето настанува со тоа што тие со години пијат иста неквалитетна вода. Организмот веќе развил одреден одбранбен систем против таа вода што постојано ја конзумираат. Проблемот е со луѓе што ќе дојдат од надвор, што немаат развиено бактериска одбрана против таа бактерија која што е присутна во водоводот. Ќе дојдат нивни внучиња, нивни гости, патници од страна, тие немаат отпорност кон таа бактерија и обавезно ќе добијат, зависи од нивната одбранбена способност, или лесни проливи, или потешки форми на проливи пропратени со температура, а некогаш дури може да се случи да добијат и поголеми компликации од здравствен аспект. Локалната власт веќе започна со поставување табли за забрана за употреба на водата. Причината е токму бактериолошката неисправност на малските чешми и селските водоводи. Од Институтот за храна и ветеринарство ние добивме известувања за неколку селски водоводи и неколку чешми кои што не се за употреба и деновиве ќе се стави и табла дека не се за употреба. Во руралните средини жителите со години пијат неисправна вода. Според податоците кои ги добиле епидемиолозите, токму во помалите населени места се регистрирани најчести проблеми со водоводните мрежи. Од Центарот за јавно здравје истакнуваат дека неопходно е системите за водоснабдување во руралните средини да располагаат со соодветна опрема за хлорирање на водата. Со години не се поставуваат хлоринатори во селските водоводи. Меѓутоа, крајно време е нешто да се преземе на тоа поле, оти не знаеме до кога и кога ќе настане експлозија на некое заболување. Вие се сеќавате една година кога беше папрадишка колонија. Во Папрадиште локалното население има одбрана против бактериите кои што се постојано присутни во водоводот. Меѓутоа, тие што од страна доаѓаат немаат развиен одбранбен систем и настрадуваат. Забраната за употреба на вода се однесува на сите малски чешми во градот. Покрај нив, бактериолошки неисправна и водата во населените места: Чолошево, Отовица, Караслари, Оризари, Иванковци, Сујаклари, Мамутчево, Кумарино и Црквино. Во некои места, според анализите, покрај бактериолошка, забележана е и хемиска неисправност на водата за пиење.